Деновиве во јавноста се поставува прашањето до кога вандализмот ќе ги уништува јавните објекти во Скопје и пошироко во државата. Црната листа на уништени објекти секојдневно се зголемува, а надлежните прават напори да ги откријат главните актери на шареното сценарио. Во повеќето држави цртањето графити се смета за вандализам и се санкционира без исклучок, а кај нас деновиве ваквиот начин на протест се смета како герила акција. Од МВР објаснуваат дека испишувањето графити на јавни објекти не е дозволено и представува казниво дело по два закона. По Законот за прекршување на јавниот ред и мир и по Законот за јавна чистота. Имено според Законот за прекршување на јавниот ред и мир, лицето кое е затекнато да пишува или да црта графити може да заработи казна од 100 до 400 евра. Дополнителни построги се казите за уништување споменици и културно наследство. За разлика од Македонија, во останатите земји овие санкции се подалеку поригорозни. Американската телевизија Fox пред некое време во јавноста ја пласираше информацијата за 50-годишната старица која полицијата ја уапси како истора зелена боја во музеот на Линколн. Во Соединетите Американски држави паричната казна за причинителот на штетата може да се искачи до $50,000. Во Лондон пак има фиксна казна за графити од 75 фунти според законот од 2015 година. Сериозната штета на имотот или расистички графити може да бидат кривично гонети и казните да достигнат до 5,000 фунти, а казнетите да се соочат со 6 месеци во затвор. Во Индија казните се до некаде поригорозни, доколку полицијата затекне лице кое уништува јавни објекти, може да биде санкционирано со 1 година затвор, што во Детройт, Мичиген е далеко поригорозно и може да се казни со цели 5 години затвор. Доколку навратиме во европските држави, шпанската полиција подготвува казни од 1500 до 3000 евра за уништување на споменици, а во Германија ова казна се одредува според квадратен метар и може да достигне до 7000 евра. Македонската полиција и јавното обвинителство досега поради вандализам на протестите спроведоа десетина лица, од кои 5 добија куќен притвор во трајање од 8 дена, а неколкумина заработија кривични пријави. Одредени медиуми пишуваат дека надлежните се уште трагаат по лицето што ја демолираше канцеларијата на председателот Иванов и од неа украде битни предмети.